би 2 пати, за да успеете да го направите сето тоа. Исто така, напомнувам дека ќе можеме сега и ќе експериментираме, ќе пробаме нешто, затоа што не постои друг начин како да го пробаме тоа, освен на ваква ситуација. Ако случајно имаме проблем со конекција, слободно пишете во чат, за да можеме да ја средиме работата. Затоа што овој вебинар комплетно ќе се реализира преку VPN. Ќе видите зашто во текот на денешниот ден. Што во моментот јас сум физички во Македонија, во Прилеп дома, а преку VPN исто како да сум од Холандија. Ќе ви објаснам нешто покасно, после како тоа оди, како е тоа можно. Но да се надеваме дека се ќе биде во ред. Денес, како што ви ветив, продолжуваме со алатките што ќе ги дискутираме. Една од моментално најжешките теми во врска со вештачката интелигенција всушност е Notebook LM, последното издание, најновото што во моментот е од фамилијата на вештачки интелигенција. Исто како минатиот пат, нема да зборувам за многу теориски елементи, нема да ве замарам со тоа што е тоа LM, кој модел на вештачка интелигенција стои позади, сето тоа туку ќе се задржиме на елементите што го карактеризираат оваа алатка. Да напомнам дека исто така, оваа апликација, ќе видите, е во експериментална фаза и од Google е забранета за корисници помали од 18 години. Исто така да напомнам дека во моментот Македонија не спаѓа во групата земји што може да ја користат, но еве денес, благодарение на мене, ќе имаме можност да видиме дел од тие 200 земји во светот и ќе пробаме да ја искористиме, да видиме што може, па и во суштина и да побараме ако може да влеземе побрзо во тие земји. Исто така да напомнам, ама ќе повторам и во текот на презентацијата, дека има елементи во кои што и македонскиот јазик е рамноправен чинител во оваа апликација, но тука имаме неколку ограничувања за кои што ќе дискутираме покасно. Напоменувам дека ако ме следите со текот во моето излагање, ако се обидувате да работите, што ве охрабрувам да го направите, затоа што само така можете да пробате, може би ќе наидите на проблеми. Ако наидите на проблеми, ќе завршам нешто порано, ќе ви оставам прашања, да ме прашате. Ако не ќе го гледаме, ќе се обидите да го гледате видеото, па на наредната средба ќе се обидам на почетокот да одговорам неколку прашања и потоа ќе работим уште една алатка, која што не верувам дека многу ви е позната. Е тесно поврзана со Notebook LM, не така моќна, но е Perplexity, која исто така служи за иста намена. Одма да напомнам дека Notebook LM сушност е првенствено наменет за истражувачки цели, но наставниците знаеме дека се едни од најголемите истражувачи во полето што го работат секој ден, затоа што креираат најразлични елементи. Исто така напомнувам дека се работи за апликација која што е во експериментална фаза и според можностите што се уште ги нуди и се чудам зашто е бесплатна. Може би најверојатно затоа што е експериментална и ако продолжи со начинот на измени, за кој што ќе зборувам во текот на презентацијата, не е за чудо и да биде во скоро време платена варијанта однесе, но да го искористиме додека можеме овој бесплатен период. Хајде да се втурнеме во истражување на Notebook LM. Може би некој од вас за прв пат чуле што е тоа, некои може би имаат слушнато за Notebook LM, па ајде да видиме, да се обидиме да се запознаеме. Прво да видиме што е тоа што ќе го научиме или ќе го чуеме. Одека како во часовник не мора да биде оваа временската рамка, но да биде нешто интересно ги напишам. Ќе слушнеме што е тоа, како да се користат, а ќе разбереме што е тоа што го нуди
и зошто е толку користен, како да се користи водичот што се нуди, како може да се направи многу брзо подкаст, како да додаваме белешки и така натаму, споделувања, практична примена и пред се на крајот ќе видиме со вашите прашања. Еве да видиме што е тоа прво LM. Да се видиме, да дадеме одговор на тоа што е. Ноутбук LM, сега по наредниот слајд ќе се обидам да одговорам со зборовите, директно ова е оригинално превземено од гајдот што го нуди Google. Значи, ноутбук ни дава персонализирани соработник со помош на вештачка интелигенција. Главната разлика помеѓу ChatGPT, Perplexity, Copilot и било кој друг чет модел на вештачка интелигенција и ноутбук LM е, англичаните и американците го викаат grounding sources. Разликата е во тоа што со ноутбук LM вие дискутирате само со вашите извори. Само вие она што ќе му го понудите на вештачката интелигенција, само тоа ќе биде искористено. И при тоа нема да се користат било какви други надворешни извори, кои што можат да го расипат документот што го имате. Например, кога пребарувате во GPT или во Copilot, или пак било кој друг модел, знаете дека многу често се случуваат да имате резултати во поново време и од целиот интернет. Но овдека во ноутбук LM тоа не е случај. Исто е тоа како да имате некој експерт за материјалите кои што ќе му ги понудите. Како да имате некој помошник кој што многу брзо сите материјали што ќе му ги понудите ќе успее да ги обработи и да ви ги понуди вас. Свеја многу интересно, најде да видиме како е. Еве како изгледа кога ќе го отворите гајдот. Ова е гајдот од кај што беше извадена сликата. Ова е првиот прозорец на ноутбук LM, колку да ве заинтригирам за тоа што ќе го работи. Кога ќе прикачите некаков документ, веднаш за документот, овдека, ги добивате клучните теми на прикачениот документ. Key topics се главните теми. Од десната страна, во ова полето, може да си ги изберите елементите што сакате да ги простудирате или дополнително да ги истражите, или елементите од вашиот документ, кои што сте ги оставиле за понатамошна обработка. Во долниот дел имате понудени прашања од самата програма. Во овој дел View Chat ќе ги видите работите што се за користење. Имате прикачено во случајот има 8 извори, можете да пишувате како во ChatGPT, да го добивате тоа што ви треба. Овдека го имате водичот за кој што ќе зборувам. И уште едно напомена дека ноутбук LM се уште може да ви даде неточни одговори. И морате да го проверите сето тоа. Но, овдека убавината на ноутбук LM е што работи исклучиво со вашите извори. Сега ќе видите како тоа се прави. Ова сега на почетокот ќе ви поминам што ќе треба да очекувате, потоа и практично тоа ќе го пробам. Ќе прекинам презентацијата на моменти за да ви го прикажам. Забележете, лево горе имаме ноутбук LM, пишува експериментал. Од десната страна ќе треба да бидете логирани, за кој што ќе зборуваме покасно. Во делот на ноутбукс на нашите тетрадки, првиот ред се моите креирани тетрадки, во вториот ред овие 4 тетрадки се креирани од самата апликација. Забележите, во моите тетрадки јас сум користел максимално 50 извори, 49, 49, 27. Во тие од Google 8, 4, 6 и 7 извори. Ајде сега да видиме што е тоа убавината на ноутбук LM. Ова е пример на еден
една тетрадка, која што е именувана измислување на Lightbulb. Ова е вградената од самата апликација тетрадка, една од тие 4. Има 4 извори, кои што забележувате по иконата се исти. Изворите ќе се додаваат со знакот плюс, но за тоа нешто покасно. Убавината на ноутбук LM е со самото ставање на изворите, какви и што се, ќе зборуваме покасно, добивате не само самари на тоа што е ставено, туку овие бројките што ги имат 1, 2, 3, 1, 4, 1, 6, тоа се референци за тоа каде елементот за кој што се зборува го имате во вашиот оригинален документ. Тоа значи дека ноутбук LM всушност управува и ги проучува само вашите извори. Ништо друго настрана, освен ова што вие го имате. Ајде сега да видиме уште еден друг извор. Ова е воведот на ноутбук LM. Овдека сега забележувате дека имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 извори. Ова се белешки кои што јас сум ги избрал додека сум ги обработувал. И забележите дека сите ми се селектирани. Ако сакате да се концентрирате само на една белешка, ја бирате само неја. Долу, еве сега јас имам понудени прашања овие белите што се, а овдека десно до 8-те извори, пишува ноутбук LM. Јас пишувам четки, исто како да пишувам со GPT. Викам, што е ноутбук? И те молам, одговори ми, одговорот да ми го дадеш на македонски јазик. Но е тука го имаме првиот проблем, што на моменти го дава на македонски јазик, но на моменти не. Еве го првиот проблем. Еве како што ви ветив, првиот проблем се случи, VPN не издржа и ме исфрли, но ќе го средиме, се надевам покасно тоа. Продолжувам каде што застана. Значи, ова е презентацијата што ја гледавте. Значи, бев приклучен на VPN, но ме исфрли, но ќе се приклучам покасно, за да можам да го прикажем тоа што сакам да ви го прикажам. Значи, продолжувам. Зборував за тоа дека всушност разбира програмата се што ќе напишите на македонски, но имаме проблеми за да добиеме одговор. На почетокот кога експериментирав, бидејќи експериментирам повеќе од месец дена со програмата, на почетокот ми даваше резултати на македонски, но сега почна да не ми дава резултати на македонски. Но и за тоа има решение. Ќе зборуваме, затоа ги учиме сите алатки попатно како тоа може да ги искористиме. Сега, ова е една од тетрадките на кои што ги пишуваме. Сега одиме понатаму, во овој дел е резултатот што го добив на моето прашање. Што го поставив тука. Ајде сега да видиме како
да дојдете до Notebook LM. Сега, тука ќе го имаме првиот проблем, што го имам јас. Во чет, ја ќе ви ги пратам двата линкови, сега одма. Во кој што ве поканувам да пробате да ги отворите овие линкови и да видиме што ќе се случи. Јас сега попатно ќе пробам да уклучам повторно VPN, за да можам јас да ви го покажам. Значи, ако снимам интернет, знаете, тоа е поради VPN, ќе се приклучам, останете на линија. Еве, се вратив назад, затоа што се префалам од едно место на друго место. Моментално се поврзувам на Холандија, преку VPN и за да можем да ви го презентирам ова, затоа што, како што ви реков, не е дозволено во Македонија. Намерно сега ви го прикажам како ќе пробат. Еве го. Ама остави. Се уште не е готово. Значи, додека чекам да се приклучи, обидете се да ја посетите страната што ви ја прикажа. Ако можете. И ќе ми кажете што ќе добиете. Тоа нешто покасно. И еве сега, еве го првиот прозорец кој што треба да го добиете ако се поврзите на линкот што ви го дадов. Еве сега дека почекувам, ќе го пуштам. Ќе ве пуштам да видиме дали некој успеа од вас да се приклучи на линковите. Еве ги отворам микрофоните. Дали некој успеа да се поврзи, дали нешто добив. Моментално јас сум поврзан, значи може да го експериментираме сега тоа. Кога ќе појдете на оваа страна, јас сега одма ќе го отворам, додека имаме интернет, се поврзам да се обидам да се поврзам. Еве вака. Еве ќе отворам, ќе се обидам да го копирам notebooklm.google. И, бидејќи сега сум поврзан, би требало да се поврзам на Notebook LM. Ова е почетната страна од Notebook LM. И се што треба да направите да кликнете Try Notebook LM, но бидејќи сте наоѓате во Македонија, вие нема да можете, но јас еве веднаш се логирам. Но сега и за тоа има решение, како тоа да се справиме за да го добиеме тоа што ни треба. Сега да продолжам со презентацијата, па ќе одиме понатаму. Се што ви треба е да имате Google акаунт и да се најавите. Кога ќе кликнете на таа опцијата пробајте и ќе го добиете. Но, еве пораката, која што најголем дел од вас ќе ја добијат, кога ќе се обидат да се најават. Notebook LM моментално не е достапен во Македонија. Значи, е достапен во 200 земји во светот, меѓу кои не е Македонија. И треба да имате повеќе од 18 години за да ја користите. Но, за да можете да го направите како ја што тоа го права,
Постојат многу програми, но јас за оваа цел, бидејќи и во моментот таа е користам, е Proton VPN. Сега ќе ја напишам адресата, еве бидејќи нели ја имавме отворено. Сега ќе ја отворам, за да ви ја прикажам. Еве. И сега ќе отворам Proton VPN. Можете во Google да го пребарате или било што. Еве го, Proton VPN. Јас тоа го користам. Вие може да користите што сакате. Ќе кликнете на Proton VPN. Сега имам на слики, но само да ви покажам, да ја копирам веб страната, затоа ја отворам, да ја ставам во четот. Но можете да си користите било кој друг VPN, било која друга VPN апликација. Таа е апликација која што може да се користи на било на телефон, било на компјутер, на било кој уред. Оваа Proton VPN е бесплатна. Не мора да платите ниту еден денар за да ја користите неса. Може да користите било која друга, која што ќе може да ве поврзи на некој сервер во било која друга земја, која што вие би сакале да ја користите. Јас сум во моментот во Холандија. Регистрацијата на VPN е според презентацијата. Треба да кликнете на Get Proton VPN, која ќе го изберите тоа, имате Get Proton Free, значи ќе го добиете тоа бесплатно. Инаку не е многу скапа, ако сакате професионално да ја користите, ама воопшто нема потреба да платите ништо. Потоа имаме уште едно прозорче, кај што вика Continue for Free. На крајот ја внесувате вашата адреса, ја потврдувате и започнувате да ја користите. Еве го, како изгледа прозорецот. Сега ќе ви ја покажам како е во моментот. Кај мене, програмата. Еве, во моментот, кај мене. Во моментот покажува дека сум јас поврзан и дека сум во моментот во Словачка. Во Словачка е за дозволено за користење и ова би го кажува вашиот проток. Ако сакате, може да се поврзите на било кој од овие сервери, во било која земја во светот и оттаму да видите. Еве имаме дури и Македонија, како опција. Но, за да ги користите сите можни сервери, треба да платиме. Но на тоа не ни е сега воопшто битно. Доволно ни е што можеме да ја користиме и да го покажеме тоа што треба да го покажеме. Сега, откако ќе се приклучите, ќе добиете една ваква порака. Ова е сето од гајдот извадено, кој што ќе ви прикажам последен линк за тоа. И еве сега ќе се вратам јас повторно на веб страната и ќе ви ја прикажам како тоа можеме практично да го сработиме. Еве овака. Ќе појдам во Notebook LM. Се уште е во експериментална фаза. Ова е јас каде што сум логиран. Можете да смените во бело, ама јас сакам да работам вака во потемно. Ова се, како што кажав, 4 тетрадки што се од програмата, а овие се моите тетрадки. Кога кликнете на, еве ќе кликнеме една од нивните, да видите тоа што беше со сијалиците. И сега овдека може да си напишете што сакате. Ја ќе напишам кога беше измислена сијалицата. И сега
Внимајте, пишувам на кирилица, а ниту една буква овдека нема на кирилица. Еве ги добивам резултатите. И при тоа, кога ќе кликнам на ова, мислам, без да кликнам, автоматски ми се појава ова прозорче, во кое што делот каде е спомнато, а ако го изберам, од левата страна веднаш добив референца од каде тој елемент се појава. Ова е во Source. Се, ако изберам пак било кој елемент, ова е биографијата на Томас Едисон, веднаш за овој елемент, за овој извор, ја добивам содржината на целиот извор, но вештачката интелигенција ми прави summary, ми сумира, не само што ми сумира, ми ги вади и клучните поими. Еве, например, рана кариера, значи почетоците во неговата кариера, и еве сега овдека ќе ги добијам резултати. Овдека долу имам и дополнителни прашања. Ако кликнам, еве сега ќе добијам кои елементи се во неговата истражување. Пример сега карикирам, после ќе зборуваме на нашите трикови, на нашите елементи и еве го повторно ги добивам новите извори. Ако кликнете овдека на Netbook Guide, тогаш, внимавајте, овдека имаме дискусија со 4 извори. Овдека имаме сугерирани прашања, овој дел ќе го зборуваме нешто покасно. Ова е многу добро, кај наставници, но бидејќи ова е read-only, овие нас не ни се дозволени. Овие сега во моментот од Google, бидејќи е read-only, не ни се дозволени. Но јас сега ќе се вратам да појдам на моите, веќе враќам на тетратката, ќе отворам некој од моите. Еве јас, например, еве ова е, кај што се спремав за претходниот вебинар. Например, еве ќе изберам YouTube видео. Еве го YouTube видеото, кое што го гледате овде, като може да го пуштите да видите како ќе оди. Еве. Имате кратки теми во кои што се зборува во видеото. Еве ја ќе изберам пристрасност во вештачката, при детекцијата на вештачка интелигенција. И овдека сега ќе добијам резултати според тоа што е во видеото. Еве. Сега, ако кликнам на Notebook Guide во овој дел, сега забележите дека овдека имам мислам возможно. Во првиот дел ќе добиете често поставувани прашања, ама овој дел Study Guide што го имате тука, тој се користи за да си креирате за учениците материјали за учење. Зборуваме на конкретен пример, содржина, временска рамка или документот накратко да биде објаснет. Но ова е тоа што го имаме на располагање. Сега се вратам на презентацијата, да ги завршиме елементите што ги имат сите, што ги имаме, па да видиме дојдовме до овој дел, го добивме VPN, еве го, до овој дел го дојдеме. Еве ќе го продолжиме слайдшоу. Значи дојдени бевме до овој дел. Еве како се променува бојата што ви прикажав. Сега разбирање на тетратките, кои се елементите што ги имаме тука. Прво и основно ограничување кој што треба да го разберете е дека всушност имаме само можност за 100 тетратки. На почетокот ви испаѓаат дека се многу тетратки, но не е баш така. И затоа ве советувам, кога ќе почнете да го користите, мудро да ги користите, тие 100 тетратки. И една од карактеристиките што тетратките не се меѓу себе поврзани. Значи, мој совет практичен за работа би бил да ги користите тетратките, ама тие да бидат тематски поврзани. Пример, тетратка за, еве јас бидејќи сум математичар, би земал броеви. И броеви во 6 делени. И се што имам од литература поврзано со број во 6 делени, ќе ми биде во една тетратка.
Внимавајте, имаме сега и други ограничувања, ама нешто покасно за нив. Еве сега каква е структурата на тетрадка. Значи ова ми е првата тетрадка, ова десно е втората тетрадка. Сите тетрадки имаат иста структура. Во тетрадката имаме извори. Ќе зборуваме и за тоа. А секој извор, ова се елементите што ги добивате за секој извор. Белешки, цитатите, тие што беа бројките, и source guides, значи тоа се водичи за извор. И овие првите се генерираат автоматски. Само што ќе го наместите документот, тие автоматски се генерираат за вас. Сега додиме. Извинете, одека многу текст, но ова е копирано и преведено од водичот, што сега ќе се обидам дали го копирам, и ќе ви го ставам во чет, само дали го имам. Го немам, ама ќе се обидам да го најдам и да ви го прикажам. Еве го најдам. Ќе го ставам во чет, за да може да следите, ако некој сака да си го отвори, самиот да го прочита. Ако не е тој. Че не можам да го копирам, ќе го ставам после, ама ствари го имате горе овдека, на презентацијата. Ова е изворот каде што потекнуто, не можам да го копирам моментално од презентацијата, ќе го прикажам после. Значи, изворот е статичка копија на изворниот документ, кој што вие му го понудувате, кој ќе го внесете или прикачите во апликацијата. Кога се користи ноутбук LM, моделот ќе ги користи изворите кои ги прикачувате за да одговори на вашите прашања или да ги заврши вашите барања. Можете да ја видите целата листа на поддржани типови на извори подолу за кои што ќе зборуваме. Ноутбук LM не може да ги избриши или уреди вашите оригинални датотеки. Кога ќе прикачите Google документ или локална PDF датотека од вашиот компјутер, апликацијата прави копија од оригиналната датотека. Ноутбук LM не го следи промените во оригиналниот документ, учувајќи го и пристапот до него. Така мора рачно да ја освежите локалната датотека што ја прикачите. Или пак да го користите копчето Sync, за кое што ќе зборуваме нешто покасно. Еве ги кои се видовите на извор. Моментално, ноутбук LM ги поддржува следните типови на избор. Напомена, пред само 2 недели беа можни само првите Google Docs, Google Slides, PDF можеше, но пред 2 недели да, но пред месец не можеше. Веб адреси, можеше да копирате текст, тоа беше постојано достапно, а YouTube видеата се последно додадени. И исто како и аудио фајлови. Овие се сите елементи кои што може да ги додадете како извор. Внимавајте, секој извор може да содржи до 500.000 зборови или до 200 мегабајти за прикачена датотека. За ваша информација, 500.000 зборови се еквивалент па на отприлика 10 Хари Потер изданија по еден извор. Кога ние ќе ги прегледаме ови, добро, не е битно, избегнувајте прикачување на документи за кои немате права за да ги користите таквите документи. Значи, вашите документи, и исто така да напомнем дека моделите на вештачка интелигенција ги користат, но не учат од нив. Значи, вашите сите лични податоци што ќе ги ставите остануваат тука. Не можат, значи, тие ќе ги работи ноутбук LM, но никаде нема да излезат од местото каде што е во ноутбук LM во тетрадка. Освен ако не ги споделите. Или ако не креирате аудиозапис, за кој што ќе зборуваме нешто покасно. Внесување преку веб URL, веб страната. Само текстуалната содржина на дадената веб страница ќе биде извадена за употреба. Слики, вградени видеа или гнездени веб страници нема да бидат увезени. Значи, само текстот, знаете, во HTML, Hypertext Markup јазикот, е уствари позадината текстот. Само текстот од веб страната ќе биде. Платените веб страници или оние кои имаат оневозможено
веб пребарувања нема да можете да ги видите, но постои за тоа начин. Внесување преку YouTube URL и за тоа има одредени правила. Ова не сум го успел да го преведам, само че сега ќе се обидам да го преведам. Само јавните видеа, оние што се паблик, оние што местат YouTube видеа на веб страни, знаат дека сите видеата мора да бидат јавни. Мислам, не можат и приватни да ги направите, но може да бидат и јавни. Мора да бидат јавни за да бидат прикачени. Само видеата што имаат транскрипт, односно превод, може да бидат користени како извор. Видеата што се постари од 3 денови, нема да може да ги прикачите, затоа што толку треба на YouTube да се развие транскрипцијата, иако го има, но покасно може. Значи, може да го наместите денес, YouTube видеото, иако е релативно ново, но кога ќе помине времето, тоа автоматски ќе биде активно. Видеото што разбира што нема одговор, нема ни што да ги местите, нема што да биде преведено. Ако, например, јас поставам YouTube видео и потоа го избришам или го направам приватно, по 30 дена автоматски се бриши од вашата тетрадка. Нема лимит за должината на видеата, се додека транскриптот или фатените зборови од разговорот не надминуваат 500.000 зборови. Ќе видиме колку тоа 500.000, пишете во Google или на ChatGPT колку се тоа 500.000 зборови, ќе видите дека се тоа огромен број на зборови. Јас сретнав една информација дека вкупниот, максималниот број на податоци, страници, што може да се стават во сите 50 извори, на обичен човек ќе му требаат 2800 години да ги прочита, ако ги чита без прекин. Само во една тетрадка. Толку многу информации може да наместите. Значи 2800 години да се прочита сета онаа содржина што може да се намести внатре. Некои извори нема да можат да се наместат, тоа е како јасно. Сега, внесување на локални аудио фајлови е овдека делот што ви напомнав, овдека е поддржан и македонскиот јазик. Можете слободно да внесите и локални аудио фајлови во овој дел. Јас ќе ви покажам се на македонска MP3 аудио файл, кој што ќе се обидиме нешто да направиме со него. Ајде сега да видиме. Одиме понатаму. Еве еден мој мал совет. Ако некој линк добиете како ова овдека со излични, дека не може да се импортира веб страната, еве еден мој совет. Запомнете оваа страница archive.is. Значи archive.is. Многу практична, која што до подготовките за овој вебинар морам да признам и јас не знае. Но еве веб страна. Зошто служи оваа веб страна? Оваа веб страна служи во моментот кога ќе ја посетите, си правите копија од веб страната, од содржината, и таа останува како извор. Иако авторот на содржината ја избришува. Значи, вие, кога ќе ја посетите и кога ќе ја ставите во оваа архива на таа веб страна, и тој линк го ставите во Notebook LM, иако оригиналниот извор ќе биде избришен, вие ќе имате се уште содржина. Еве ги иконите во изворите, што ги видовте претходно. Има неколку различни. Првиот е како весник што е иконата. Тоа е обична веб страна, ќе ги видиме покасно. Ова е нели со плей црвеното YouTube, символот на YouTube. Овдека имаме со како телевизор, тоа е презентација. Имаме ова со PDF документ. Добро да ги знаете тие. Еве го ова се изворите, како се додаваат извори. Се додаваат извори така што ќе кликнете на плусот, горе овдека, и ќе ги додадат извори. Сега мислам дека наредната слика беше баш за тоа. Ева, како ќе кликнете на плусот, го добивате ова поле. Во ова поле го додавате извор. Може да го облечите или да го додавате извор. При тоа, од Google Drive директно може да внесите Google Docs или Google Slides, линкови од веб страни или YouTube видеа, или пак да внесите текст што го имате копирано од било. Во моментот долу пишува source limit,
Јас сум искористил во моментот на прикачувањето 27 од 50 извори. Еве вика има примери што може да бидат планови, course reading, значи кога правите тетрадка, напомнувам, вие си бирате. И сега многу е битно, американците имаат еден убав термин, викаат garbage in, garbage out. Внимавајте што ќе ставите. Немојте да ставате се што ќе ви текне или се што имате на располагање за да го ставите како ресурс тука. Не мора да значи колку ќе ставите повеќе, дека ќе биде поквалитетен резултат. Затоа, бирајте што ќе ставите паметно, паметно организирајте си ги тетрадките, на тоа како ќе ги истражувате. Затоа дека вика може да биде course reading. Например, ако овај месец предавам на училиште, карикираме по математика, пак да не зборувам глупости, например, алгебра, јас овој месец, септември, ќе направам тетрадка алгебра. И се она што ми треба за алгебра, ќе биде во таа тетрадка. Внимавајте, имате 100. За почеток се сосем доволни. Сега, откако го внесите изворот, сега секој извор има source guide, тоа што се појавуваше овде. Чи кој да го ставите извор, вие добивате summary. Оваа summary, тоа што беше на левата страна горе, ако се сеќавате, тоа се прави автоматски. За било кој извор што ќе го ставите. Ќе добиете и главни теми. Еве го. Овдека јас сум наместил учебник. Еве гледате дека има лекција за 7 оделение, за броеви операции. Овдека ми се клучните поими од тоа што сум го наместил. Овдека имаме дека секој извор има дополнителни елементи. Ова како што беше за видеото. На левата слика имаме нели видеото што ви го прикажав претходно, кој што може директно да го гледате. А овдека како изгледа презентацијата. Например, ако прикачите презентација од Google Drive, таа ќе ја добиете онака како што ја имате на Google Drive. Но, внимавајте, може. Еве ситуација кога ја предавате на училиште, уживо, имате презентација со учениците и правите измена. Ако направите измена на презентацијата и ако направите рефреш на изворот, автоматски ќе ја добиете изменетата верзија од ноутбук LM. Оти тие се поврзани. Одма да напоменам, не функционираат Word и PowerPoint сега за сега. Има логичко објаснување, ова од Google, но има решение, ќе ги претвориме во PDF, па може. Еве како, и е многу практично, да го промените или избришите извор. Многу е паметна опцијата да го именувате изворот, за да знаете многу брзо да го пронајдете извор. Оти кога мислите кога имате 50 извори и сите ви се слични по име, многу е подобро ако ги реименувате. А кога веќе некој извор не ви е добар, или, што би рекол претходно, garbage in, можете слободно да го отстраните. И сега, почнуваме со практична рамена. Практична демонстрација на ова што го зборувам. Последниот слайд од презентацијата ќе го оставам на крајот. Сега ќе исклучам презентацијата и ќе се обидам практично да ви прикажам како се тоа може да го направи. Значи, сега ќе појдам во ноутбук LM. Еве така. Кликнам на почетокот и ќе отворам нова тетрадка. Значи, сега ќе се обидам да креирам тетрадка во која што ќе ги наместам елементите. Вака ќе пробам да наместам колку да видите повеќе различни елементи, ама ќе се обидам да се држам до некое правило. Например, сега работиме по математика некоја тема и ќе се обидам да се концентрирам на број. Кликнав на тетрадката, горе, за нова тетрадка, и сега имам овдека да додадам извор. Еве, овдека ми се сите извадени извори, и сега ќе одам од еден во друг. Прво, ќе додадам, овдека намерно ги имам извадено, од Едуино, сите знаеме, имаме голема. Ќе изберам, еве, например, 8 оделение. И ќе изберам
ова македонски, барам нешто по математика, не е битно. Не е воопшто битно. Еве математика, веројатност на настава. Ќе кликнам share, за да го добијам линкот. Го копирам, копи. И тоа ми е доволно. Сега ќе појдам во Netbook LM и во делот на YouTube оставам линкот од видео. Сега да видиме дали може. Еве го имаме проблем. Еве откривме проблем со сите видеа на YouTube. А што ви спомнав, овие видеа не можат да се приклучат затоа што немаат транскрипт. Значи, нито едно видео од YouTube, а што се од Eduino, нема да може да биде прикачено. Но, еве сега ќе најдеме друго YouTube видео од 7 оделение. Аз мислам дека ќе можеме со YouTube од македонските, но нема да можеме. Еве од 7 оделение од Advanced, например, еве ќе изберам негативни броеви. Hello. Го запрем, нема потреба да го слушаме. Ќе го кликнам копи. Сега ќе се вратам во Netbook. И ова веќе видовме дека не може, ќе го избришиме овој извор и ќе додадеме нов YouTube видео. И еве го сега. Видите, автоматски се добива. Само што го кладов, поставив видеото, јас добив Notebook Guide. И за ова видео можем да направам често поставувани прашања, Study Guide, се ќе видиме сега полека, едно по едно. Сугерирани прашања кои што можем да му ги поставам. Како броеви? Сега, јас ќе се обидам без ништо да направам, ќе напишам сега на македонски нешто. Те молам, секогаш така обично пишувам, објасни по поимот негативен број како наученик кој е едно ниво побавен од останатите. Значи да не речем ученик со потешкоти. Значи, имам грешка, еве го, одговорот што ми го даде. Сега ќе се обидам да го прашам, ќе молам, дали може да го добијам одговорот на македонски јазик. И видите сега, вика, навидум, ќе се обидам да го преведам, вие барате да го добиете одговорот на македонски јазик. Јас сум во можност да разберам и да одговорам на повеќе јазици, вклучувајќи го македонскиот. Те молам, кажи ми што сакаш да ти преведам од привид. Сега ќе го копирам овој текст, целиот, и ќе му речам, те молам, преведи го овој текст на македонски јазик. Сега ќе оставам целиот текст во наводници и да видиме дали ќе го добиеме. Еве го. Го добивме целиот текст на првото прашање и се видите. Еве објаснување за концептот на негативни броеви. Значи, и ми кажа дека имаме еден извор каде ми се. Се видите овде. Објаснете улогата. Овие прашањата што се долу, се вика, објаснете улогата на множење на два негативни броеви. Сега ќе кликнам на него, тоа е сугерираните прашања. И еве го сега преводот. И сега ќе му речам, или знаеме од предходно, ќе го копирам и ќе му речам, те молам, преведи на македонски јазик. Сега морам да се вратам на кирилица. Јазик, а потоа обиди се и на албански. Имаме може некој што слуша. Сега би требало да ни ги даде и двата.
Еве го на македонски, еве го даде и на албански. Истото што беше напишано. Еве са друго ќе видиме. Зошто одземањето на негативни броеви влијае на операцијата? Значи, ова е сето извлечено од првиот текст. Еве го. Са можем да му речем да го преведи. Ако ни се допадни прашањето, можеме да ставиме лайк, можеме да го копираме одговорот, можеме да ја снимиме ова, ама јас ќе го снимам ова првото, тоа беше нешто подолго. Еве ова. За да видите што се случи. Ова ни е еден цитат и ова ни е зачувано. Сега ќе се вратам назад на видеото и еве ги овдека кои се всушност главните точки. Јас ќе кликнам Practice Problem и сега ќе треба да ни даде проблеми што се зборуваат во видеото. Видиме кои се тие проблеми. Еве ги, што ни ги даде. Сега ќе се обидам, ќе го копирам овој текст, да ни го преведе. Опа, имам проблеми со копирањето. Ајде сега да видиме. Ќе молам, преведи го текстот. Е овој текст на македонски. Значи можете да поставувате прашања, ќе ве разбери што го прашувате и ќе го добиете одговор. Сега да се надеваме дека ќе ни го даде одговор. Еве, целиот одговор ни го даде на македонски. Преведен. Ова е само со едно прикачено видео. Ајде сега да одиме да бараме некои други ресурси. Еве, например, еве оваа веб страна. Најдобри 16 страни за учење математика. И овие се излистани тие и сега овдека ќе ги кажи кои се. Јас само сега појдам во. Ќе затворам ова, ќе одам во плюсот и ќе додадам веб страни. И сега ја прикачам веб страната и автоматски добивам гајд за ова го памти за собирањето на претходните броеви. Сега кој ќе кликнам на изворот и еве ги сите веб страни што ни се, што беа прикачени и еве ги изворите кај што може да ги видите. Сега ќе се вратам на некоја и ќе отворам, еве, например, било која. Не знам дали може Khan Academy, еве вака. Ајде, ќе да не ги отвораме. Овие се. Ајде, и ова ќе ставиме страната. Значи, внимавајте, ги извлекува елементите од веб страна. Сега ќе додадам веб страна. Еве вака, трет елемент. Еве овдека и ќе кликнам на неси и гледате дека сега се вчитува и ни ги дава елементи. Сега, например, овдека ќе имам предавање математика, баш ме интересира да видам. Што ќе имаме? Иначе, го вади дел од веб страната што се однесува само за предавање. Но сега внимавајте. Убавината на ноутбук LM е во следното. Што не само овој ресурс што го намести, ги користи и сите претходни што ги имате во тетрадка. Забележете, сега имаме 11 овде. Кликнам на 11-ката и ќе ме однесе на претходниот линк што го имавме напишано. Еве сега на 9. Каде сето тоа се наоѓа? Ајде сега да ставиме некој друг. Видиме овдека. Еве овдека имаме многу лекции што се забројави за сите оделенија. Ќе додадам уште една веб страна. Еве овдека. Еве овдека, ајде да видиме сега. Еве ги ни се поделени по оделенија. Еве ќе изберам 6 оделение и сега ќе ни даде што се наоѓа во книгите за 6 оделение. Додека пребарува, јас додам да отворам уште некој друг. Аха, еве вака. Вие што, еве вака ќе го копирам линкот за сите што го следат овој вебинар. OpenStax, не знам дали сте чуле, всушност представува база на книги со отворен код, значи бесплатно. Сега ќе оставам во чек линкот. Овдека.
и ги имате сите овие книги. Сега ќе окупирам овој линкот од алгебра. Тој сум го отворил случајно. И ќе оставам овдека. И сега и тој линк го местиме. Ама еве имаме проблем. Видиме како проблем. Изворот вика е празен. Не знам зошто е празен. Ама најверојатно ова е во PDF, ајде ќе даунлодираме книгата и ќе ја наместиме во PDF. File is ready, get your file, ќе ја даунлодирам книгата и ќе ја поставам директно. Тука, еве книгата. Ајде како почекуваме да се даунлодира, да одиме понатаму. Овде ќе имаме 9 книги на средно образование. Ова е курикулум, не ни треба. Овие се книги од Google Drive и тоа не ни треба. PKDS, да најдеме некоја. Не е ни толку битно сега. Сега ќе наместиме мои извори, што се од PDF документи. Ќе видиме сега што ќе видиме. Се некои различни книги. Видам дали заврши први даунлодот од книгата. Да ја најдам да положам. Еве книгата. Сега ќе ја симнам. Че ова е бесплатно, може да си ги симните кога сакате сите книги што ги има тамо. Ја симнам на по downloads накраја. И сега ќе ја наместам во нашиот ноутбук. Ова елементарна алгебра ќе го избришеме ова. Вака. Сега ќе ја наместам цела книга. Одиме во имаме choose file од нашиот компјутер и сега еве елементарна алгебра. Наставна програма ви така сум веќе тука, ќе ги наместам и двете. И еве австралиската книга по математика. Наместам сите три документи одеднаш, ако може. Еве ги сите три се местат. Додека чекам да се наместат овдека, сега јас ќе се обидам, едам дали ги имам овдека кај мене, да наместам работни листови, што јас ги имам, мои, да не биде книга. Значи, еве вака. Сега ќе наместам, еве, книгата тема 1. Ова е математика од 6-то деление. Наш учебник што го имаме. Во 7 ќе наместам тема 2. Ова се Тренчевски книги. Внимавајте колку е поголем документот, колку е побавен интернетот, тоа оди, ма сега за се оди одлично. Немаме никакви проблеми. Еве вака. Сега да поставиме. Ајде вака се. Ќе се обидам да поставам уште два елементи, цела книга. Дај да пробам да наместам аудиозвук. Видам дали ќе можам, мислам дека имам песна. Еве го, например, еве Кочорацин Ленка, ја имам во аудио верзија. Баш ме интересира што ќе се случи. Еве вака. Дај да наместам Везилка од Блажи Конески. Да ја најдам. Шото ги имам сите овие. Но сега не можем да ги најдем, не знам зашто. Не. Сега вака, ако не сакам да ги користам сите извори, сега сите се поставија, ќе ги исклучам овдека, ќе уклучам само песната. Ајде да видиме баш што ќе се случи. Еве го
текстот за песна. Може би го имаме целиот текст. Видете колку ги прифати точно елементите. Tobacco Troubles, Lenka Health, Lenka Sorrow. Ајде, Tobacco Troubles. Значи, или баш ме интересира што ќе се случи со песната, текстот од песната. Сега ќе се обидам да го преведам ова. И ќе го замолам. Молам. Преведи го текстот на песната. Јас. А уцуку те молам текстот не, туку те молам преведи го во твојот одговор. Ајде сега да видиме што ќе се случи. Не можем да најдем наводници. Брзаш? Ајде да видиме што ќе се случи. Сега го побарав да ми го преведи комплетниот текст. Еве го, трагичната судбина на Ленка, жртва на тутунот. И сега да не го читам ова, мислам, ни на крај на памет дека може да вештачка интелигенција, песната Ленка од Кочарацин можеме да добиеме. Вика, кои се трите етапи на физичката пропаст, деклайн на Ленка? Едно од понудените одговори, прашање на GPT. И еве го сега. Значи, 3 фази. Болест, земјата, значи, феноменално, нешто што јас не го не очекувам дека може би да го добием. Ако сакате да ја промените името на тетрадката, ќе кликнете горе. Ќе му дадеме име. Например. Еве сега да пробаме. Еве овдека темите што ги наместим. Ќе кликнам на наставната програма. Замислете, ова е цела наставна програма за 7 оделение, која што беше дадена на расправа. И сега, еве ги елементите од наставната програма и видите, автоматски ни се променија долу прашањето. Вика, која е врската помеѓу цели броеви и counting numbers? Ќе кликнам на него и сега, ова го извлече од содржината на текст. И еве го одговорот што е. Можам јас да поставам прашање било како. Ај сега да се вратам да избериме друг елемент. Еве, например, од учебникот тема 1. И еве сега, ова е цела тема од множество природни броеви од учебник за 6 оделение во 9-летка од старите. Еве сега ќе изберам елемент, прости броеви и сложени броеви. И видиме што ќе се доби. Значи, замислете колку имате повеќе извори поставено, толку ќе е потешко и толку побавно ќе се прави. И еве сега, еве го одговорот. Сега ќе го замолам, и ќе знам што би можело. Каква, сега ќе се обидам да го прашам, каква е врската помеѓу делители и содржатели? И прости броеви. Каква е врската помеѓу делители, содржатели и прости броеви? Имајте, поставувам прашање на македонски. Ќе ме разбери, но резултатот, одговорот нема да биде на македонски. Сега внимавајте, ако сте вешти, ќе ви направи комплетни планови. Еве. Само ова е одговорот што го даде на моето прашање. Значи, феноменално. Еве вика дека овој изворот се однесува на devisors како делители на македонски јазик и покажува каде е. Еве го четвртиот извор, да видиме каде е тој. Еве го овдека и еве содржината од книгата. Замислете, ова е 82 страни. Само трета, уствари не, ова е програмата. Наставната програма за 7 оделение. Ајде сега да отворам. Овие беа изворите кои што се вратам назад. Сега ќе ги селектирам сите. И сега ќе изберам тема 2. Еве. И сега ќе изберам множество.
И сега додека го бара, ја ќе му речем, те молам, објасни ја разликата помеѓу подмножество и вистинско подмножество. За да не испадне работа дека само за математика го правим ова, се извинувам затоа што ги имам, само тие можам да ги покажам тоа што може. Еве го овдека ни го даде феноменално тоа, објаснето. Ако сакаме, како што ви реков, да го добиеме на македонски, само го селектираме и ќе го побараме. Или на било кој друг јазик. Ќе го добиеме сега преводот, а системот не билоше во можност да го преведе. Зашто не знам. Ама не е битно, може да се случи такво нешто. Ајде сега да видиме. Ова извршуваше. Ова е австралиската книга што ја навести. Таа е многу голема, мислам 800 страни. Затоа са повеќе му треба да го направи како source guide. За да не го губиме времето. Ќе го исклучам ова. Ево. А сега имаме success критерија, успех, критериум за успех. Сега овдека, ова е за австралијските, значи книга за 9-то одделение во Австралија и еве го сега според книгата што е критериум за успех. Ќе му речем како би дали те молам спореди македонска програма и македонска наставна програма и австралијска. Сега има проблем едното 7, другото 9, ама ајде да видим. Ово времето поминало повеќе од 1 сат. Ајде ќе превршувам. Ајде сега да видиме дали ќе се направи споредно. Ево го. Ги важни области во македонскиот курикулум и во австралискиот курикулум. Значи ги даде и видите колку се референциите убави. Значи ова е 29. Оваа точка мерење. Значи учениците работат на мерки за единица маса волумен област и овдека сега имаме ево каде изворот. Тоа е наставната програма што му ја понуди. А еве овдека ги има во австралискиот курикулум од книгата. Сега, ако поставите прашање, но NetBookLM или вештачката интелигенција не може да го најде одговорот од поставуваните, ќе ви каже дека вие не располагате со ресурси за да ви го одговорам прашање. Значи сега ќе се обидам, еве вака да направиме. Повторно ќе се вратам на Ленка, беше наистина многу добро. Ќе отворам во Netbook Guide, сега видите што ќе се случи. Јас ќе се обидам да направам Study Guide за учениците. Се замислите, ова го имате на училиште, пред вас и сакате да направите работен лист за учениците. И сега правам гајд за ова што е овдека, а може би се ќе ни направи за сите извори ги имаме. Еве го овдека. Значи, ова е на Year 9. Значи, видите кои се точките што ги направи, ама тоа не ми требаше. Мене ми требаше за Ленка да ми направи Study Guide. Значи, сега ќе го отворим овдека. Да отворам нешто. Ти не ми го даде баш тоа што сакав. Study Guide е значи да ви направи план за учење за содржината што ја имате прикачена. Еве вика изворот не содржи информации за изворот Ленка. Видите, ова е изворот што го селектирав. Ова е книгата за која што правевме муабет австралиската, во незе нема ништо. Сега овдека, ајде ќе кликнам, ќе го затворам овој чет. Овдека, и сега ќе
Го затворам овој дел тука и ќе ги исклучам сите. И ќе изберам само, сакам сега да зборуваме за линк. Ајде сега да видиме дали сега, само за изворот, што го избрав, ќе ги добиеме одговорите. Целта ми е да добиеме прашање, кој што во наредните средби вакви, ќе се обидеме да користиме алатка која што ќе ни генерира презентација за. Значи повторно истото не го даде. Значи нешто не е во ред. Значи не го добивам тоа што сакам. Ова сега ќе го селектирам. Сега видите колку е добро ова. Еве овој дел, вака ќе направам. Сега ќе искористиме тоа што не беше добро, ќе го изберам овој одговор. Сега за овој одговор, видите сега, те молам помогни ми да го разберам, или критикувај го, или креирај аутлайн, или во кратки црти, ова што е овдека запишано ќе ми го даде во црти како точки, кои што јас покасно, вака сега, овие точките, јас би направил презентација за нив. Сега како вовет во тоа што ќе го работиме на наредниот пат, копи, бидејќи презентацијата имам отворена. А сега бидејќи ова не може, ми треба Word документ, како вовет, ќе отворам Word документ. Ова го имам селектирано. Така ќе се обидам одговорот, аутлайнот, што е готов, среден за презентација, да се обидам да направам. Сега ќе видите одма како ќе направиме презентација. Од одговорот што го направи, знаеме дека има алатки кои што ги прават презентациите, ама сега директно. Не знам дали знаете, ама овдека за да направите презентација преку Word, ќе треба да појдеме во Outline, вака. И сега овдека, сето ќе го направам да биде во Level 2, и само насловите ќе ги направам да бидат во Level 1. Вака. Ова ќе биде Level 3, ова ќе биде Level 4, и сега овие ќе се ја подесам тоа што ми треба. Значи ова ќе остане исто, ова ќе оди внатре, ова ќе оди внатре 2, ова ќе оди едно ниво подолу, ова ќе оди едно ниво внатре, ова трето, ова ќе оди и ова, двете ќе одат едно ниво повнатре, и овие едно ниво повнатре, и презентацијата ни е готова. Се што треба да направам сега да излезам од тука, да ја снимам оваа, да снимам некаде кај мене на компјутер, да снимам демо, некаде сега ќе снимам, не е битно било каде. Са може да не функционира ова, ама да се видим. Ќе го средиме наредно. Значи, многу е битно, ќе го креирате ова, да го затвори. Ти го креирав документот и сега ќе го затворам, оти не треба да биде отворен. Сега ќе отворам презентацијата. Празна презентација. Ќе имам отворена дека. Ќе отворам празна презентација. Ова ќе отворам, ќе ја исклучам. И ќе отворам празна презентација. Еве вака. И сега ова што го напишав, ќе го направиме да биде во презентација. Еве празно. И сега, овдека кај што ги додавате следовите, имаме Slides from Outline. Овој дел овдека. Сега бидејќи документот го снимив со Outline, сега мислам дека беше во Downloads или во Documents, не се сеќавам кај стои. И сега, ако се е во ред, ќе треба да ја добием презентација. Ако правилно сум го направил, со наслови, тоа знае да измрда некогаш, ама во глобала е како што треба. Се треба да добиеме
3-4 слайдови. Ама не е како што треба, го добивме во еден слайд, ама ќе го средиме наредниот пат. Го имаме истиот текст, требаше да го направам поинаку, ама не е битно. Тоа ќе го работиме наредниот час. Или ќе искористиме некоја друга алатка. Сега да се вратам јас назад на овдека. Значи, ова е само тронка во тоа што можеме да го направиме. Можеме толку многу да направиме. И сега уште овој дел, додека завршиме, тоа што моментално го имаше и дури на мим, креирање на аудио подкаст од ова. Значи, сите извори што ги имам тука, јас, самата програма ќе го генерира подкаст. Јас сега ќе го пуштам да го генерира, па ќе видиме што ќе се случи, и ќе оставам да работи. Сега да се вратиме на вас, толку имав поврска со ова, да ги пуштам микрофоните, да видиме дали ваквото нешто, и зошто сме да дискутираме, да видиме зошто ова кај нас не е, например, возможно, дозволено, а е дозволено. Сега ќе го отворам, мислам дека го имам гајдот е сотворен, еве го дека. Ова нека си работи, ќе трае може 10-15 минути. Еве го. Во делот на Local Audio Files, нека го отворам да ги пуштам микрофоните. Прво, тоа сака. Микрофоните ли се дозволени? Еве го македонскиот јазик. Значи, го имаме како внес македонскиот јазик, ама не е достапно. И сега дај да видиме, да најдам каде беше, кои земи може да го имат. Го имаше овдека некаде. 205 ми се чини дека беа земји. Грешно напишав, да ви побрам земјите каде е. Не. Ајде да видиме дали. Ајде да видим дали ќе се појават во кои земји. Еве. 180 плюс, ама не се 180, се многу повеќе. Со нека се преку 200. Значи видите каде. Еве ги земјите каде е достапно. Чи во Бангладеш го имаме, во Азербејџан, во Аруба, а ние го немаме. Но на овој начин можеме да го имаме. Ова се сите земји каде е достапно. Еве, Мадагаскар, Маливи, Малдиви, Малта, Монголија, Намибија, Непал, Нигерија. Ова се сите земји каде што моментално може да се користи ова. Но за жал, не во Македонија. И па јас имав толку за оваа вечер. Па повелете, ако имате некој прашање, ова кратка представување на тоа што може да го направи. А може ненормално многу. Мој совет, користете тетратки разумно, не ставајте како мене се и се што не. Паметно бирајте ги линковите и тетратките. Може да генерира прекрасни лекции. Ако сакате да генерирате наставни лекции, ставете си видео за тоа како се прави, кои елементи треба да ги има, ставете празен образец и направете си лекција каква што вие сакате за вашиот предмет. На наредните вебинари, првиот нареден вебинар, а пред лекциите ќе биде како да правиме, како да напишеме добар промпт. Значи, како правилно да напишеме овде. Значи, тоа ќе го правиме на наредната среда. Пај да видиме дали имате нешто да прашате. Затоа што толку има да ја пуштам камера, затоа што мислам дека камерата што ми ја пуштив претходно ме исклучи. Ти пишува дека на VPN забрането е peer-to-peer, мислеше дека сум играм игри VPN, а не дека презентирам нешто. Затоа не ја пуштив камерата, се извинувам. Од страв да не се исклучи уште еднаш. Откако исклучив VPN, издржа се уште. Ало, ово не се дозволени. Се извинувам, мисля дека се дозволени, ама сега се дозволени. Микрофони.
Ова како што гледате се уште го генерира, ама ќе го генерира од едниот извор. Сега ќе видиме што ќе се случи многу добро. Значи, генерирањето на подкаст пишете на YouTube Notebook LM, прва опција што ќе ви излезе е токму таа. Значи, за наставниците по македонски измислено, но, уствари за професорите по јазик. Затоа што предпоставувам дека ќе биде на англиски подкаст. Но замислете, сега примена кажувам, замислете ситуација каде што ставате, на пример, некој труд. Истражувате некоја тема, истражуваме примена на IT техника во настава. Имате на располагање 8 трудови и сега 8 трудови ќе ви ги претвори во подкаст. Не знам само сега дали ќе се слуша. Јас ќе го прекинам споделувањето за момент, за да уклучам аудио. Затоа што подкастот заврши. Сега овдека ќе кликнам share, ама ќе приклучам. Не знам дали ќе може. И звук. Овдека ми бара да појдам во Audio Settings и да изберам бум. Само може мене нема да ме слушате, ама не мора да ме слушате. Доволно е да слушните подкастот како изгледаш. Okay, ready for a deep dive. Today we're wading into, well, it might not sound like the most thrilling subject at first. Math. It is math. But hold on, before you jump ship, we're not just throwing random equations around, we're cracking open this textbook, Essential Mathematics for the Australian Curriculum, Year 9. That sounds like someone's reliving their school days. Uh-huh. Not quite. This isn't about pop quizzes or anything. It's like, think of it like a detective case, right? We're uncovering the hidden math secrets that are all around us every day. Stuff you wouldn't even think about. Math gets a bad rap, I'll admit. People think it's dry, irrelevant, but it's the framework for so much in our lives. Yeah. And this textbook actually does... Не знам дали се слушаше. Јас го даунлодирав и ќе го пробам да го пратам по чет. Значи сега, дали се слушаме? А дали го слушнавте тоа што се креира? Значи тоа беше креирано за книгата. Значи 11 минути двајцата во подкастот ќе зборуваат за книгата. Јас сега го даунлодирав, ќе видам само дали може во четот да се пушти. Тоа што се креира за овој извор. Се замислете да имавме 10 извори кои што се однесуваат на тоа и изворот ќе беше направен подкастот само за тие извори. Ако го прекинав, нема да се слуша, ќе се обидам да ви го пратам сега во чет, ако може. Да го пробате, да го слушате. Значи, јас толку имав. Ако имате да додадете нешто, слободно. Не можам да додадам файл, но ќе ви го прикачам после, кој ќе заврши. Че можностите се неизмерни. Зборував за тоа, за истражувањата, за книгите што се истражувањата по одредена област. А замислете тоа да го имате вака. Значи, и ако се по 50 страни, вие ќе ги имате во самари, ќе ги имате во аудио запис, во кој што можете да дискутирате за да го направите. Сето тоа, колку ќе олест, или пак кога правите некакво истражување, или кога ќе ви креира аутлайн за битни важни елементи, кои што наредните пати ќе видиме како да ги креираме во презентација и за вас и за учениците. Како да извадите елементи. Напомнувам, ова е наменето пред се за истражување. Вие како наставници да истражувате за целите кои што ги работите. Содржините што ги работите, да истражувате за да ги направите подобри, да извадите ресурси што ви требаат, да извадите задачи. Значи, можеме да правиме што сакаме во овој дом. Повара да ми даде 10 примери. Дали има некој да додаде нешто, да праша, да коментира пред да завршим? Поварав 10 задачи, ми даде 10 задачи.
од изворот што беше напишано. Побарав сега уште нови 10. Сега побарав 10. Аха, добро, одма сега. Значи, за најава. Видете се. Најава, ако имате VPN, е многу лесно. Одите на веб страната што ви ја сподели во четот. Веб страна. Значи, notebook lm.google. Одите таму. За да се најавите, ако сте во земјите, што се 200, можете само кога ќе кликнете на try notebook LM да се приклучите одма. Но, ако сте во Македонија, нема да можете, се додека не користите програма, која што нема да ви ја прикрие, туку вие вашата IP адреса место од Македонија, јас сум во моментот, во Луксембург, или во Холандија, не е битно каде, во Холандија горе. А Холандија е земја каде што можам да пристапам, значи сега јас сум во Холандија во моментот. И можам да пристапам. Кликнувате на Try Notebook и сега бидејќи сум логиран, автоматски ќе го однеси на овој дел. Горица нешто прашува, ама јас не ја слушам. Или јас сум во грешка. Момент, нешто не слушам, да пробам да го подесам. Не слушава, да видам вака. Ајде сега да видим дали се слушава. Не. Значи, на овој начин автоматски сте приклучени во тоа. Толку има, нема никаква филозофија во користењето. Ако нашата земја, или ако се приклучите преку VPN на земја во која што може тоа да го направи. Јас ќе отворам презентацијата, таа што беше напишана, и да ви ги покажам чекорите со VPN. Значи, тоа беше мој предлог. Не мора да е таа програма. Може било која програма, која што е за VPN, за да го добиете тоа. Го дам надолу, го, како до Notebook. Google сите имаме, во Македонија дека е забрането, како преку VPN. Proton.vpn, тоа е што јас го користам сега. Не мора да тоа е било кое може. Го избирате, за да го почнете да го користите. Во наредното поле го земате бесплатно, овдека долу. Ја пишувате адресата, мислам, ове continue with free, дека сакате бесплатно. Ја пишувате вашата имейл адреса и ја потврдувате ако треба од вашиот мейл и одека започнувате да го користите. И како изгледа. Се што треба да направите, одека ќе имате копче Connect или Disconnect, вие треба само да кликнете Connect и вие сте поврзани. Не мора да бирате ништо друго. Ако не се поврзите на земја каде што е достапно, кликнете Change Server и автоматски ќе се префалите на нов. И тоа е толку. Ништо нема да го прави. Дали имате да прашате нешто? Ако не, ви најавувам средба за 2 недели, каде што тогаш ќе учиме како да пишуваме правилен промпт. Значи, правилен промпт значи како да го пишувате она долу во ChatGPT, Copilot или било што на правилен начин, за да добиете најдобар можен резултат. Значи, на таа средба ќе ги користиме и GPT, и Copilot, и Perplexity, и сите други што ги знаете, па дури можете и на мобилен, и да видиме ќе направиме нешто кое што може би достега сте го правеле, ама ќе го правиме на некој начин, па ќе ми кажете дали ќе добиете исти резултат. Ако немате што да прашате, јас имав
толку за ова вече предвидено. Има уште многу да се зборува. Повели, Александр? Ајде одма сега. Презентацијата одма сега ќе ја споделам. Само да ја најдам таа што ми е на Drive запишана. Ќе го споделам линкот од презентацијата. Нека се отвори. Со тој линк, само внимавајте, имате потполно право, ајде вака ќе направам, потполно право и да ја измените, можете да ја направите што сакате на презентацијата и слободно споделувајте, само пишете од кого сте ја зеле и слободно споделувајте. Заедно велиме како е. Со споделување сите учиме. Еве го линкот во чет до презентацијата. Минатиот пат не ја споделив, ако ја најдам ќе го споделам линкот и од претходната. Дали имате прашање друго? Додека вака очекувам, сега ќе ја споделам и првата презентација. Од првиот вебинар што беше. Таму падлетите се уште стоят. Можете и тие да ги користите ако сакате. Значи и оваа презентација е едитабилна, можете слободно да измените. Што сакате можете да направите. Ако ја користите вака целосно, само напишете од кого е и толку. Ако нема прашање, ви благодарам за одвоеното време. И се гледаме во наредната среда.